Редовното засега не ги презема предметите на специјалното обвинителство. Републичкиот обвинител Љубомир Јовески ќе чека абер од шефицата на СЈО Катица Јанева. Тие не дискутирале кои предмети би биле преземени, но Јовески вели обвинителството е подготвено да ги води предметите за кои СЈО нема да биде надлежно, а бомбите и редовното обвинителство ќе ги користи како доказ. Обвинителите ќе ја чекаат и собраниската процедура за автентично толкување на членот 22 од Законот за СЈО. Парламентот треба да дискутира за подоцна народните избраници да пресачат дали рокот од 18 месеци на СЈО за поднесување обвиненија да важи откако обвинителството на Јанева ќе преземе предмет или од денот на преземените телефонски разговори. Јавниот обвинител на Република Македонија и проширениот колегиум на јавните обвинители ги поддржуваат јавните обвинители да обстојат на законските принципи и постапувањето по предметите, а очекуваат дека и судиите на пониските судови одлуките ќе ги засноваат на законот во функција на остварување на владењето на правото. Според обвинителите, мислењето на Врховен не произлегува од Законот за СЈО, а врховните судии ги пречекориле законските надлежности, занемерувајќи го денот на преземањето на предметите. Врховниот суд има надлежност да изгради начелно правно мислење во случаи кога судовите по иста одредба или по исправен основ носат различни одлуки. Во конкретниот случај немаме таква ситуација. Ние немаме различни одлуки ниту на советите на Основниот суд Скопје 1 кој конкретно постапува по овие предмети. Ставовите на обвинителите следат откако кривичен ги повика да се произнесат. Пред една недела врховните судии заклучија дека специјалното обвинителство не смее да покренува истраги и поднесува обвиненија, бидејќи им е истечен рокот. Одлуката е важачка само за кривичниот совет на Врховен, што значи дека предметите на СЈО може да се одвиваат во кривичниот и апелацискиот суд, но ќе паднат на Врховен.